Ова е влезот или входникот на спомен собата на нашиот Димитар Узунски. Уште на влезот може да се види од левата страна нашата информативна табла, како е работен проектот. Насловен беше Соба на Димитар Узунски за културното наследство на Пијанец и кои беа инволвирани страни. Благодарност до Министерството за култура и туризам што се вклучи во субвенционирање на овој наш проект. После може да се види таблата со како галерија на фотографии од неговиот отстој низ годините, уште од млади години, колку се внел себе си во фолклорот, истражувањето на терен, и ставањето на сцена. И секако од десната страна на влезот ќе го видиме неговото дрво на делување низ животот. Во стеблото долу, главното стебло стои дека Димитар Узунски е роден 1938 година на 29 септември. Не ставивме година на заминување, зашто сакаме неговиот живот и дело да останат вечно да живеат во нашиот Пијанец, па и колку сме моќни и пошироко да му дадеме значење и да го овековечиме неговото постојање и делување. Воедно, во целите гранки негови листови стои неговата дејност во ова дрво на еден символичен начин, во кој што стои дека бил раководител на фолклорната група Копачка село Дранче Делчево и тоа над 50 години, дека првично ја добива наградата особено истакнат педагошки работник, што е едно од врвните признанија во педагогијата или во образованието. Можеме да забележиме градовите во странство во кои се бил и настапувал како солист, изведувач на песни, како инструменталист, така и играорец и изведувач на одредени обичаи во сите можни, значи, делувања на и презентирање на фолклорот. Од собирачката дејност му се истекнуваат неговите народни песни и ора, што ние често зборуваме и на нашите проби, на нашите настапи, колку е значаен за нас и колку тој од неговата собирачка дејност го има поставено на сцена нешто што ние имаме завет да го одржуваме и да го понатаму афирмираме. Секако тука има и поговорки, брзозборки, и детски броенки и нешто што е особено за потенцирање, дека снимил над 400 емисии за фолклорното богатство на Пијанец, снимени на Радио Делчево. Кажавме за во странство, значи ова се градовите што во Македонија го има настапувано на разни фестивали, манифестации и така натака. Има испеано многу песни и снимено за македонската радиотелевизија, околу 40, можеби и над 40, од кои што Алиман се шета таму горе над Разловци и запали се маце планината, Неда вода наливаше и во најново време, од пред да замине последните години, многу ја носевме на фестивали и ја пееше песната "Останавме стате беќаре" и двата, за која што песна доби повеќе награди. И нешто што е значајно, можеби и најзначајно, дека народниот уметник наш Димитар Узунски доби награда 23 октомври. Тоа е државна награда што ја доделува на владата на Република Македонија. Но врвот на сите негови делувања е пишувањето на орото Копачката како светско културно наследство во репрезентативната листа на нематеријални културни наследства на човештвото. Значи, ние денес славиме 10 години, поточно за некој ден, на 27 е денот на впишувањето. И само да напоменам дека без да се биде орото Копачката национално културно наследство, не може да биде светско. Значи, во исто време, во 2014 година, на 8 август, беше објавено во службен весник дека и официјално се прогласува културното наследство, орото Копачката за национално културно наследство.
Ова е во најкратки црти што може да се каже за нашиот Димитар Узунски. Сега ќе ве поканам да влеземе во собата, кај што се поместени неговите благодарници, дипломи, награди, признанија, кај што се поместени неговите инструменти на кои свиреше. Воедно има повеќе издадени брошури, каталози, правевме истражувања заеднички во кои што јас, иако ги раководев проектите, тој секогаш беше нашиот стручен соработник и воедно како автор на 3 монографии се појавува за разловци, за дедо Митко, роводецот на копачката, и се разбира за копачката. И трнливиот пат до УНЕСКО, до впишувањето или мојот живот со копачката, тоа се неговите 3 објавени монографии, воедно, што е можеби до толку позначајно, е што некој во иднина треба да се позанимава со неговата истражувачка дејност, која брои мноштво на тетрадки полни со неговата собирачка дејност, и ова треба да се овековечи и да се стави во трајни вредности на дела или изданија на неговото творештво. Тоа е што можам во кратки црти да кажам за нашиот пијанечки Цепенков, нашиот Димитар Узунски. Повелете сега да ја видиме собата. Ајде, Валери. Тип на брева. Дани Рогу. Да, сите исти чекори, да. Кој не бил, значи, ова е сликата пред собранието кога ја добива наградата 23 октомври, а еве ја наградата подолу изложена пред Милев, кај што стои. Да, 23 октомври, да. Да, тоа му е најголемата негова награда. Това Да. година